Снешко. Не. Идеме. Еден лист. Sure. Се роди новогодишна чинија. Ние ќе направиме за надзид, а на незе ќе ставиме купони. За какви купони станува збор, ќе ја кажам Пашка. Одиме во Веро Джамбо. Да, му правиме на TJ поклон за нова година. Ке ми треба корпо. Let's go! Треба 7.000 денари да ми искочи. Крем банан. Толку е. 4. Ала. И ставиме рака. А вие шо ги бе? Спремни сме. Значи, дечки, вака. Бевме на шопинг, на новогодишен шопинг, божитен, како сакате, Крисмас, и решивме да даваме поклони, односно јас да ја давам поклон на Лепа, а она да ми даде мене. Имавме скромен буџет од 1000 денари и ја мислам дека го искористив доста практично. Видиме прво што имам. Нешто зелено нова година, значи гифт картички. Алат. Вие се гледам разовци, не знам кај ќе ги употребам. Од ова ќе правиме снешко. Ќе биде тешко, ама ќе испадне снешко. И има рима. И земав свеќа, затоа што знам дека Лепа обожава свеќи. Денес правам кафе. Одам по јадење. Ти исполнувам една желба. Што друго? Едно ќе биде лажњак усвари. Добиваш чоколада по твој избор. Дечки, додека ги правам овие, да кажам која беше целта на ова што сега го правиме. Сакаме да покажеме дека со многу мал, скромен буџет, добро, ние потрошивме околу 1000 денари, тоа за некого не е мал буџет за нова година, меѓутоа можевме да поминеме и многу поевтино. Со многу малце пари може да се направат многу убави работи за нова година, односно да се направат многу убави поклони со кои што ќе ги израдувате вашите најблиски. Шишарките си иначе оригинал ги земав од Маврова, а во, ај сега да ни кажем во која продавница, меѓутоа беа 250 денари 5-6 шишарки. Идете на Водно, има шишарки. Мислам дека првиот поклон го завршив. Вториот поклон е свеќата. Тоа е тоа. Го имаме дефинитивно вториот поклон. Ова е најтешко. Најтешкото го чував за крај. Треба да направиме снешко. Снешко. Знам дека повеќето од вас ќе купат поклони за нова година на своите немили, меѓутоа ќе купат готови поклони. Ова е нешто сосема друго. Ќе поминете и поевтина, а и
Ваков поклон, кој ќе знаат тие на кои што ќе им го дајете поклонот дека сте се вложиле себе си, сте се измачиле, мада не е никакво мачење, веруете дека многу повише ќе им значи. Тоа е тоа. И да почнем. Ајде да видиме што купивме. Да почнем. И почнем од најлесното. Пошто ова е само шоличка, да си пие кафе на работа. Ќе ја наполним со чоколадица. Ова е 99 денари. Не знам што да правам прво, дали рамката за слика, или сакам да правам држав за клучеви, да може да си го носи дома. Ова е дрвце, пиштол за силикон. А користите пиштол со силикон на подлога. Ништо. Многу ме интересира тиџе што има направено. Ова е некоја макраме техника. Еден десен, еден левчор. За да добиете некаков патрн. Десен, лев. Добро, ама ќе држи ова. Ова мислам дека е готово. Евака. Што требам да кажам? Имам слика од сите нас од цела фирма и сакам да му ја направам оваа на тиџе за на биро да му стои. Кога се работи за поклони, јас сакам да се персонализирани. Многу се поубави, многу се подраги. Не мислам дека е во цената се, не мислам дека е во парите се. Мислам дека кога човек ќе се потруди да направи нешто убаво за некој друг, но другиот му се свија. Мислам дека толку беше од моето приготвување на подарок. Не знам, ако имате некакви прашања, слободно пишете ни во коментари. Ако имате предлози, нормално истото. Се надевам дека ви се допадне ова видео. Ако ви се допадне, лајк и сабскрајб нормално. Сите веќе знаеме. Ќе одиме да видиме како ќе му се допадне на TJ подарокот. Јас едва чекам да го видам мојот. TJ! Стигнаве. Стигнаве. Сега имаш бубица и повели. Да биде genuine реакцијата. Полесно е вака. Да стварно не очекуваш. Не, може. Сакаш дупаво светло или кеш онда да го отвориш? Ај. Не сакам да биде местено. Затоа што треба ти дадам ја тебе нешто. Ајде. Не. Тоа е ли Шо тебе? збориш? Тоа ти е за дома. И само они го видоа више, тебе да не ти се свија. И многу е добро. Е? Новогодишно. Медаље. Идеме дале. Не, може. Ова ти е за канцеларија. За сите нас. Замаглиме фаците на другите колеги. Браво. И тоа е за на работа, исто. Со чоколад. Ова е за сите да јадат. Да. Најдов чоколад со денеска. Тоа ти дам јас сега нешто. Па-бам! Прво е боле спакувано од моето. Дека така тргнеме. Како е боле? Е, по моето кеса е. Благодарам. Иначе жи ми се вака тука ми чука срцето побрзо, не се ни заебавам. Не, бе. Као не е за на видео, се радувам, жи ми се. Леко. Знаеш дека не очекував, жи ми мајка, дека можеш нешто вакво да направиш. Сам го правиш, а? Е, па кој? Нема шанси. Таа. Ви колко е сладко. Така? Ова ќе му оставам на Велибор позади го. Нека нека Крисмас. Години Божи. Иначе, уште еден фан факт, обожавам свеки. Значи, обожавам и е многу добро. Ама е многу убаво и ќе си го земам Ети дома. ја имам еден поклон за дома и ти.
Ти си, брат, не знам, ми праше, а шо да направам. Абе, не мора ти да ги читаш одма. Не треба да ги прочитам. Не треба. Don't open until Christmas, ке го ставиме така. Ете едното, тоа што го виде. Шо бичува? Денес правам кафе. Топ. Топа го се вакви. Леле. Видеј, фала на сите што го гледавте клипов. Јас се забавував. Ова секој клип ја многу се забавував да го правам. Не многу да си поминав, но само вакви работи, само наредниот пат кога ќе правиме нешто, ќе правиме заедно, сам по сам како грефчиња. Види, чим сами го направивме ова, кога ќе правиме заедно ќе биде тродупло подобро. Напоредно ги правиме, видиме кој што може. Значи, докажавме дека со мал буџет не потрошивме до душа колку 1000 денари, меѓутоа не искористевме ни 20% од ова затоа што многу работи ја стана. Многу е тоа селичките, пошто баш тоа преска покажав, селичките стварно немам како да ги инкорпорирам. Се шалам многу убаво, стварно. Може да ги изредувате вашите најблиски. Може. Дефинитивно. Може, бидете креативни, поклонете нешто поинако оваа година, нема потреба од скапи поклони. Важно е да сме сите заедно, да сме живи, здрави, среќни. Ова звучам како мис универзумот, љубов и мир во светот. Ја толку јам да кажам. Ќе имаме уште видеа и среќна нова година и среќен Божич. Чао.